Балконите, дворните места, прозорците представуваат мала градина за секој граѓанин, исполнета со секаков вид на цвеќиња. Оваа убавина, освен за собствениците, представува прекрасна слика и за минувачите. Денеска тезгите на пазарот беа преполни со разни шарени цвеќиња од сите видови и ги одмораа очите на пазарџиите. Но дилемата на оние што сакаа да си купат беше кое цвеќе за кој период од годината е погодно и на кој начин да ги одгледуваат за сонцето да не ги уништи. Нема цвеќе погодно, непогодно. Значи треба цвеќето да се прилагоди какви се ви условите кај вас. Ако ви е сенка, значи најдобро е импатијата да се саде. Ако е повеќе сонце, шекерчиња, петунија, значи така, има голем избор на цвеќиња. Само какво ви е на вас местото, таков треба избор на цвеќе да направите. Прво најосновно за да цвеќето обстојува, треба да се засади убава земја. Значи подлогата да му биде убава хранлива. Која земја е најпогодна? Да се меша градинарска почва и шумска земја. Најубаво. И после една недела, по 80 денот да се прихранува со ѓубрива вештачки. Има ги утечност, има ги кристални, не е важно, важно да е ѓубре. И на 10 дена да се тоа со правилна доза на ѓубро. Па сега кој ќе фане топло, да, секоја вечер. И тоа си многу зависи и од земјата, нели колку ќе држе влага, ама ипак треба секоја вечер да се наводнуват. Шекерчето, винката. Тука имаш многу дупла бегонија, гвинеја. Према сонцето, они не одговара сега на тие услови. За украсување на домот имате од тиете се најубави. Бегонија, бегонијата, гвинејата исто убава. Тие што се за качалките. Сите се убави. За цвеќе нема лошо. Негата на цвеќето во лето се состои во полевање, потоа прекупување, одстранување на прецветаните или суви цветови и листови, како и прехрана. Поголемо количество на вода им е потребно на растенијата за време на врелите летни денови. Поливањето на цвеќето треба да се прави со устоена млака вода. Во лето треба да се намокрува и подот на балконот, но при тоа да се внимава да не се намократ цвеќињата за време на големите горештини.